драги гледачи! Помина долгоочекуваниот зимски распуст, па еве повторно во училишните клупи. Добар ден и од мене. Да, Зорница, веќе започна второто полугодие, а нашата телевизија продолжува со нови содржини, рубрики и многу интересни теми за нашите ученици. Јас лично многу се радувам на новите идеи кои ќе ги споделиме со гледачите. Точно така, Снежана. Се потсетувам колку забавно беше првото полугодие. Многу забавни интервјуа, рубрики, драматизации, ритмички точки. Дека и вие се забавувавте со нас, сведочат многобројните прегледи на нашите емисии. Во нашите идни емисии ќе имаме и совети кои ќе им помогнат на учениците да се организираат подобро, да ги подобрат своите вештини и да добијат практични совети за учење, спорт, уметност и многу повеќе. Навистина се трудиме секоја емисија да биде корисна, но и забавна. Јас ќе најавам една голема вест за нашите гледачи. Започнуваме со нешто сосема ново и интересно. Собствен квиз на нашата училишна телевизија. Упатуваме повик кон учениците кои што се заинтересирани за учество да се пријават кај нашиот ментор. Па, драги гледачи, останете со нас, бидејќи денес започнуваме со нови рубрики, нови и многу забавни моменти. Ве уверуваме дека нема да сакате да пропуштите ни една епизода. Во продолжение да видиме што ќе гледаме денес. Нашата соученичка Николинче направи истражување и ќе ви понуди корисни совети за полесно учење. Подгответе се за движење, вежби и смеа. Започнува часот по физичко образование. Денес во нашето студио имаме специјални гости, ученици кои преку предметот истражување на народниот крај откриваат места од нашата околина. Да ги запознаеме. Денешната емисија ја завршуваме со песна на англиски јазик која ќе ни ја отпеат учениците од трето одделение. Уживајте во прилогот што следува. Здраво, драги ученици! Добродојдовте во нашата рубрика Совети за учење, каде ќе споделиме трикови идеи за полесно и позабавно учење. Секогаш е добро да знаеме како да го организираме времето, како да се подготвиме за тестот и како да научиме нови работи без стрес. Денес ќе слушнеме од самите ученици кои се нивните омилени методи за учење и што им помага да бидат поуспешни. Ајде да видиме што имаш да кажат тие. Сами ли се пријате? Добар ден. Може ли да те прашаме на прашање? Може. Дали сакаш да учиш повеќе сама или со пријател? Повеќе само сакам да учам. Благодарам. Добар ден. Може ли да те поставаме на прашање? Може. Што правиш кога нешто не можеш да го научиш? Истражувам во интернет. Благодарам. Добар ден. Дали може да ти поставаме на прашање? Да. Што правиш кога нешто не можеш да го научиш веднаш? Барам на интернет или барам помош од другиот. Благодарам за видување. Добар ден. Можем да ти поставаме на прашање? Може. Што правиш кога нешто не можеш да научиш веднаш? Па го повторувам повеќе пати или можам да побарам помош од некого или пак го побарам на интернет. Благодарам за видување. Добар ден. Како да Па моето време го организирам така што кога се доаѓам од училиште, завршувам цела домашна задача, потоа формирувам учење и потоа одам со слободни активности. Слушнавме многу интересни идеи од нашите ученици. Ајде сега да ги резимираме добрите совети за полесно и поефикасно учење. Планирайте го вашето време. Направете дневен распоред, поделете го материјалот на помални делови и не заборавајте на кратките паузи. Пишувајте белешки. Кратки клучни зборови помагаат да запаметите многу побрзо од цели реченици. Проверувајте се сами. Испрашувајте се и правете мали тестови од оно што сте го научили. Комбинирајте различни начини на учење. Читајте, слушајте, гледате видеа или правете практични вежби. Креирајте ментални мапи и шеми.
Цртежите и шемите помагаат да ги поврзите поимите и идеите. Учете со другари. Објаснувајте теми едни на други. Кога објаснувате, навистина го учите материјалот. Поставете мали цели, например, денес да научите 5 нови збора или едно поглавје по математика. Наградете се. По завршување на учењето, направете кратка пауза или нешто што ве радува. Не заборавајте на одмор и сон. Доволниот сон и кратките паузи го подобруваат памтењето и концентрацијата. Прави пауза. Учете 25 минути, па направете 5 минути пауза, повторувајте. Позитивно размислување. Кажувајте си дека можете да успеете. Учењето е предизвик, а не казна. Секој од овие совети може да ви помогне да го најдете својот начин на учење и да го направите процесот поефикасен и забавен. Најважно е да експериментирате, да не заборавите дека учењето може да биде интересно и да не се откажувате. До следно видување, учете паметно и со насмевка. Добар ден, драги гледачи! Денес не сме во студио, туку на терен. И тоа каков терен? Во подрачното училиште во селото Пепелиште, каде што учениците од 4-то и 5-то одделение има час по физичко образование. И јас сум подготвен, барем теоретски, а дали и практично, ќе видиме за некоја минута. Чувствувам дека тука не се учи со книги, туку со трчање, скокање и многу енергија. Ајде да видиме што прават нашите млади спортисти. Добар ден, ученици! Добар ден! Јас сум Теодора од нашата училишна телевизија Страшно книги. Денес сме дојдоа да се подружим со вас и да им покажеме на нашите гледачи колку се забавни часовните по физички. Кој ви е омилен предмет? Физичко! Што е потешко? Математика или трчање круг околу игралиштето? Математика! Кој е најбрз во одделението? Добра. Која вежба ќе ни ја покажете денес? Скок во височина.
спортскиот дух е секогаш на прво место. Ви порачувам, движете се, спортувајте и секогаш играјте фер. Поздрав до следната дружина. Добар ден, драги гледачи! Гости во нашето студио се ученички од 8 оделение кои ќе ни ги представат нивните активности реализирани на часот по истражување на родниот крај. Да видиме за што станува збор. Здраво! Ние сме ученички од 8 В оделение, од Основното општинско училиште Страшо Пинџур Неготи. Во рамките на слободниот изборен предмет Истражување на родниот крај, заедно со нашата наставничка Георгина Димова, започнавме проект кој ги мапиравме културно-историските споменици во нашиот град. Работевме тимски и ги истражувавме значајните локации како спомен Костурницата, споменикот на Манчо Малиминов, бистиците на паднатите борци на Ноб и Саат Кула. За секој споменик собравме информации, фотографии и податоци за неговото историско значење. Покрај истражувањето, научивме и како практично да ја поврзаме информатиката со локалната историја. Креиравме дигитална мапа и кратки веб страници преку кои секој може лесно да пристапи до информациите за овие споменици. Овој проект ни помогна подобро да го запознаеме нашиот град, но и да ја негуваме културно-историската меморија на Неготино. Со мапата и веб страниците спомениците стануваат подостапни за учениците, родителите, наставниците и сите граѓани. А истовремено остават можност и други да ја надополнат оваа веб страна. Веруваме дека ваквите активности го прават учењето поинтересно, покорисно и поблиску до реалниот живот. Ви благодарам многу за одвоеното време. Во продолжение ќе видиме како изгледаат дигиталната мапа и веб страниците кои ги изработија учениците. Потоа ќе почне побрзо и побрзо да оди песната. Wait. Are you ready? Yes. Go. This is my great family. Mother, Father, me. This is my
faster this time. Here we go. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my family. Mother, father, me. Say it back. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Can we sing the song even faster, students? Yes. Yes, you can. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister, great family. Mother, father, me. This is my sister, this is my brother. Grandmother, grandfather, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Okay, let's review. Who's this? And who's this? Brother. And who's this? Cousin. Grandmother. Father. Who's this? And who's this? Grandfather. Okay, let's sing with horse speed. This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Can you sing the song faster? Okay, let's see if you keep up. This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather, this is my great family. Mother, father, me. Now let's sing super fast. This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Okay. Well done, students. Okay. A round of applause. Bravo, bravo, bravo. These are my excellent students. Се надеваме дека уживавте во денешната емисија. Довидување!